Државата ќе ангажира 400 привремени пожарникари, граѓани кои се физички подготвени да се вклучат во гаснењето на шумските пожари. Право на пријавување имаат сите невработени лица кои ќе добиваат месечен надоместок од 24.000 денари. Најпосветените и најуспешните меѓу нив ќе добијат можност за трајно вработување во надлежните институции. Преку оваа мерка владата очекува поефикасна борба со огнените стихии кои секое лето уништуваат илјадници хектари шума и често представуваат закана по безбедноста на населението. Оваа мерка има двоен ефект – еколошки и социјален. Од една страна, обезбедуваме приход и вклучување на невработени лица, со што даваме конкретна поддршка на ранливи категории на граѓани, односно на невработени. Од друга страна, создаваме функционален и одржлив систем за заштита од пожари, кој е предвидено да опфати 14 општини низ државата. Од владата се децидни дека пријавувањето ќе се одвива транспарентно, а сите заинтересирани ќе може да се пријават на јавниот повик во општините, каде има територијални противпожарни единици. Во моментов се работи на оформување и на нова специјална единица во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување. Оние кои ќе аплицираат ќе поминат низ процес на кратка обука, а потоа ќе бидат избрани и најдобрите. Оние кои што ќе се јават на овој оглас треба да бидат психофизички здрави, верувам дека сите тоа го знаат, но дополнително ќе утврдиме на кој начин ќе биде проверена и физичката подготвеност на овие луѓе, бидејќи луѓе кои што имат хронични болести, луѓе кои што имат срцеви заболувања, луѓе кои што имат проблем со шеќерот, не е добро да се пријават на вакви огласи. Знаете, согласно закон на секои 1500 жители треба да има еден пожарникар. Додека вкупната бројка која што е потребна да се исполнат сите услови согласно закон е нешто повисока од 1500 пожарникари. Значи, скоро дупло поголема. Ангелов посочи дека состојбата со пожарите во моментов не е алармантна и дека претежно горат грмушки и нискостеблести растенија.